Биеја камбаните денес за да ја испратат нашата Весна до низиното вечно почивалиште. Биеше срце широко како планина во градите на жената која пленеше со својата кроткост, посветеност, лојалност, професионалност. Секој кој ја познаваше Весна лично, знаеше дека беше најпозитивниот човек, насмеана дури во најтешките моменти. Избираше да го гледа доброто кај луѓето, така и живееше. Свртена кон своите професионални обврски и желбата за што подобра иднина на семејството, посветена на сопругот и на своите 2 сина кои пораснаа во прекрасни личности. Весна Крстева е родена на 11 мај 1966 година во Штип, каде го завршува своето основно и гимназиско образование, а факултетот за новинарство го завршува на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Незиното прво и последно вработување во Радио Канал 77 од март 1995 година до 15 септември, кога за последен пат во 18 часот се одјави со последните вести. Убавиот пишан збор беше нејзина пасија. Од најрана возраст со своите литературни творби учествуваше на бројни конкурси и освојуваше бројни награди. Колку беше горда фамилијата кога Весна беше во листата на запишани студенти на факултетот за новинарство, а таа целосно и навремено ја оправда довербата со завршување на студиите во редовниот рок. Новинарството е професија во која Весна целосно ја предаде својата личност, а проектот циклус емисии Судба моја судбино, чиј автор беше Весна, и ја даде целата новинарска слава. Преку неа откри многу мали големи луѓе. Зборуваше за животот и нивната судбина, животниот пат. Луѓето ја сакаа и се заблагодаруваа. Имаше толку многу емпатија кон луѓето кои ја раскажаа својата животна судбина. Во една прилика, пред повеќе од 15 години, во радиото дојде човек во инвалидска количка. Се викаше Златко. Престојуваше во Центарот за рехабилитација за инвалидизирани лица во Банско. Дојде да и се заблагодари затоа што благодарејќи на неа и емисијата Судба моја успеа да собере пари за електрична инвалидска количка. И скромно заблагодарувајќи се и подари тенка златна нараквица. Златко беше преблагодарен, а таа секому сакаше да подари разбирање, насмевка, знаеше да слуша и да даде совет со низините зрели години, како што знаеше да каже. Викав и немо преколнував, мајко, во твојата утроба. Клоцав, гребев и молев. Ја знам, мајко, мојата судбина. Не давај ми живот. Ке биде премногу мачно. Ке биде премногу болно и застрашувачко. Те молев, мајко, но ти беше пресрекна. Го чекаше, го исчекуваше моето доаѓање во суровиот, реален свет. Пееше. Молчи, малечко мое, молчи. Животот е прекрасен, зграби го, почувствувај го. Почувствувај ја болката, радоста. Немој да такуваш. Биди срекно. Таква ти била судбината. Беше влюбеник во литературата. Изморедно ги пометеше настаните и луѓето и често се шегуваше дека во пензионерските денови ќе се посвети на славните жители на Штипско Новосело, каде живееше. Првата книга требаше да биде посветена на незиниот свекор Трајче Крстев Бирја и славните новоселски изрази. Весна знаеше да каже: "Ај па ти,
има и потешко. Да одмавне со рака и да сврти нов лист. Да даде нова енергија и оптимизам и така до последниот ден. Беше борец, знаеше да стисне заби и да продолжи, а сите верувавме дека и од оваа битка ќе излезе победник. Нашата Весна замина во вечноста, а зад себе остави многу љубов и добродушност, пошто ќе ја паметиме. Многу колеги и пријатели напишаа за Весна. Новаковска Снежана. Луѓето како крстева не умираат, само продолжуваат по светлиот пат. Сочувство до семејството и до сите на кои таа остави убави спомени. Теодора Новеска. Денеска светот остана без една прекрасна, чиста душа. Весна со која речиси 4 години делевме студио. На работа ми беше мајка, колешка и добра пријателка. Од неа добив големо знаење. Неизмерна професионална поддршка, но и еден куп животни совети. Весне, нека ти е светал патот кон вечноста. Многу ќе ми недостигаш и секогаш ќе те паметам и споменувам ведра и насмејана. Ѓуровски Маријан. Не можам да поверувам. Замина една добричина. Професионалец и лично за пример. Другарче, не мораше баш вака. Почивај во мир. Весна Крстева. Верувам ќе имаш достојно и спокојно место во Царството Небесно, зашто ти друго и не заслужуваш. Вечен спомен нека биде твојата насмевка и човештина што денес е реткост. Изразувам длабоко сочувство за загубата на нивната мајка, сопруга и најблизок член на семејството. Весна беше верен дел на тимот на радиомрежа Канал 77, кој загуби голем професионалец и уредник, новинар за пример. Примете сочувство, драги колеги. Нека почива во мир, вечен спомен, Бог да ја прости. Бранко Ѓорѓевски. Искрено сочувство до семејството и до Канал 77. Да почива во мир и вечен спокој да има. Весна остави голема трага во македонското новинарство. Нејзиниот глас нема да исчезне од етерот. Марина Тунева. Ја слушав на радио во петокот. Ме потсети на сите наши убави разговори, енергијата со која што бликаше на неуморната борба. Никогаш не се предаваше. Беше бескрајно емпатична, топла и искрена душа. Толку многу ми е жал, но огромна чест беше да ја познава човек. Нема да те заборавиме. Билјана Петковска. Шокирани сме. Длабоко сочувство до колегите и семејството. За нас во МИМ беше чест и привилегија да се соработува со Весна долги години. Врвен професионалец, скромна, прекрасна. Почивај во мир, драга Весне. Донче Нацев. Знам дека нема зборови кои може да ја олеснат болката. Вашата мајка беше прекрасна личност и се чувствувам привилегирано што ја познавав. Мојата комшивка од старото мало. Знаеше да почитува. Влюбеник во професијата која ја одбра, да ја работи до крајот на својот живот. Ке те паметиме во нашите мисли, драга Весне, и ке се молиме семокниот Бог да ти определи место меѓу праведните. Патувај кон Царството Небесно. Милкица Санева. Моите почетоци од радио и уредничката. Добар ден, тетка Весне. Јас од почит дека Весна ја знам од дете, сопруга на еден од најдобрите другари на татко ми Бирјат. Милкице, од денес сме колешки, викај ме Весна. Весна ќе ми свареше чај и ќе ми го внесеше во кабината на утринска. Весна ќе ме држеше за чело кога имав болки и мачнини. Ајде уште малку и ќе си легнеш после дома. Така ме мотивираше да продолжам. Уредничката така го уреди и мојот живот. Да изминативе години, кога ми е лошо, тешко, јас сум на работното место. Така е полесно, брз за нас, така уредените. Ова ми беше најважно да го напишам, затоа што се друго ќе научиме од некој, но ретко од некој ќе научиме за однос кон помлад колега. Тоа не беше и однос, тоа беше грижа на една жена, што едноставно беше мајка. Нека ти е светол патот, моја Весна. Мира Ѓорѓиевска. Нека почива во мир. Преубавите спомени од студентските денови со низиниот милник ке живеат во нас. Весне наша, судбината предодредила денес овде да зборуваме за тебе,
Да кажеме толку малку од она што толку многу те одбележа тебе како човек. Ке не недостасува твоето присуство, ке не недостасува твојата насмевка. Посебно онаа која знаеше да ја везеш и по неколку минути. Ке ни фали заедничкото кафе и цигара за време на паузата, ке ни недостасуваат многу работи, но најмногу ке ни недостасуваш ти, наша Весне. Сега те чека убаво место во вечноста, зашто ти го заслужи на земјата. Почивај во мир и вечна ти слава.